почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска имавме можност да проследиме еден безидеен прес на СДСМ во Гевгелија, прес организиран пред општинската зграда, кој имаше за цел председателот на оваа опозициона партија, госпоѓа Наташа Минова, да прочита еден напишан текст од нивната централа во Скопје, кој веруваме копи-пейст за сите општини во Македонија. Дека е тоа така, зборуваат некои лаги и невистини, изнесени на пресот, ама кои немаат блага врска со ситуацијата во општина Гевгелија. Господо од опозицијата, не е 5 до 12, туку 12 и 5, затоа што толку работи и ветувања се реализирани, што вие буквално се плашите и да ги изброите. Точно е само една работа. Да, госпоѓа Минова, јас како кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН на последните локални избори настапив со слоганот "Заедно можеме повеќе" и успеав без лаги за прв пат во историјата на Гевгелија да ги придобијам гласовите на гевгеличани. И тоа само поради една единствена работа. Понудив квалитетна програма, која граѓаните на Гевгелија препознаа и со неа веќе остварив за 3 години многу повеќе од што сите досегашни градоначалници од редовите на СДСМ за изминатите 19. Топло ви препорачувам да ја прочитате мојата изборна програма и ќе видите дека од оно што сум го ветил, исполнето е во голем дел, а се остварија и многу повеќе работи кои не беа дел од мојата програма. А од сето тоа, почитувани, не профитирав јас, како што ја лажете гевгелиската јавност, туку сите граѓани на општина Гевгелија. Велите дека за ВМРО ДПМН инфраструктурата не е приоритет. Па добро, дали сте слепи или ви забранија да гледате? Не само што ни се приоритети шеталиштата, тротоарите, жардинериите, туку приоритет беа и ни се и водоводните, и канализационите мрежи, патните мрежи, кои ги изградивме изминатите 3 години и кои на граѓаните им донесува спас од поплавувањата во изминатите години при секој пообилен дожд. За вас тоа беше мислена именка, бидејќи во ваше време, наместо да градите вакви одводни мрежи, го градевте најскапиот автопат до имотот на вашиот член, каналот Раул, кој до ден денес прави проблеми, канал поради кој се поплавува половина Гевгелија. Приоритетни ни беа и ни се донесувањето на 20 урбанистички планови, над 50 локални урбанистички плански документации, кои не беа донесени за време на вашето владење и поради кои не можеа да се реализираат градби. Нема градење без планови. Зборувавте за криминал и корупција, за непотизам. Ајде сетете се кога беше Гевгелија посигурно место за живење. Дали кога вие бевте на власт и се случија неколку грозоморни убиства, или сега кога Гевгелија е еден од најбезбедните градови во Македонија? Дали сте свесни кога зборувате за криминал, дека зад вас стоеше како декор вашата сопартијка, која беше вработена во општината и го загуби работното место, токму поради основано сомневање дека направила криминални действија со туги пари? Зборува вашиот четач на туги текстови за партиски вработување и непотизам. Нека биде доблесна да ја објасни на гевгелиската јавност. Минова, по кој критериум нејзиниот сопруг беше поставен на раководно место во ЈПКД Комуналец? По стручност и образование? За загриженоста ваша за младите и невработените, Минова, само еден факт кој доволно зборува, а кој може да го проверите и статистички, дека од 2007 година па се досега до 2012 бројот на невработените е опаднат за 20%, поточно од 3700 на 3000, плюс да ги минусираме и 500 регистрирани индивидуални земјоделци преку фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Продолжуваме понатаму, тој број мора да опаѓа и понатаму. И тоа е резултат на политиките кои јас како градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, заедно со владата на Република Македонија, ги спроведуваме во Гевгелија и во другите општини во Македонија, каде на власта и градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН. Граѓаните на Гевгелија добро знаат што се работело порано и како се работи сега. И тие се прашуваат како е можно сега да има пари за сите проекти, а порано да немало. И каде оделе и во чии џебови се трошеле тие општински пари. Впрочем, и извештајот за изработеното за 2011 година ќе биде на седница на Советот на општина Гевгелија во вторник на 13 март. И на крај, само со вакви политики и со вакво рационално трошење на буџетски пари има напредок за општина Гевгелија. А вашата пресконференција денеска уште еднаш покажа дека СДСМ во Гевгелија не се промениле ниту за сантиметар
и дека нема скоро да може да се вратат со ваков однос на политичката сцена во Гевгелија. Но добро е, ако ги потсетат граѓаните, да видат се што се реализираше во Гевгелија во преходните 3 години под моје водство. Ви благодарам.